Што е хит низ целиот свет? Деновиве, периодов, месециве, годиниве, хит низ целиот свет се филмовите со суперхерои, така? До глава ви си или не? Уште ви се интересни, а? Чат па тука? Уште се интересни, значи ќе одите на Avengers, сигурно, па добри, ја ќе одам, ајде да не слажеме. Avengers игра сега скоро во Cineplex. Да се вратам на Муаветов, интересното што е, дека во сите овие филмови, сите тие се случуваат во Америка и сите суперхерои се американци. Добра, кога не може некој друг да биде суперхерој. Например, зашо ние да немаме некој свој мен? Значи, они имаат Бетмен, Супермен, Айрон Мен, Спајдермен. Замислете еве сценарио за филм, македонски. Човек го каснува Оса и станува познатиот суперхерој. Оса Мен! Стој! Совршен лик да го игра. Трајче Манев. Сам сум во ноќта тивка и сонувам сефови отворени. Демек, сваќаш за парите ги украле. Разбираш? Значи, зашо не се смееш? Парите ги украле од сеф. Суперхерој. Така. Нели? Само грубо. Се смее, ова се фреквенција. Значи, нема ни сендвич да добиете. Просечниот човек, кај нас. Тоа е суперхерој, сега ќе ви кажам зошто. Да, па стварно. Супер моќ има да биде константно прелажан и зафркнат. И токму затоа просечниот човек кај нас не е Супермен, туку е Мамен! Мамен! Но шала на страна, супер е да си има супер моќ. Сакаш да имаш некој или? Не, доста ми се. Доста е. Ти си сепак Спајдермен и вака и така. Неодамна една невладина организација направи една анкета меѓу познатите личности за тоа каква супер моќ би сакале тие да имаат. Сакате да чуете што рекоа познатите? Може, тука може, одлично. Ти што мислиш дека не може да излезеш? Ивица Боцевски. Го знаем. Ивица Боцевски одговорил: сакам да имам моќ да влезам и да останам во една партија. Тоа ми е желба. Ѓорги Иванов на прашањето каква супер моќ сака да има, рекол: дечки, фала ви, јас сум си невидлив и вака и така. Фала. Зоран Заев го прашуваат каква моќ би сакал да имаш, тој одговара: сакам да имам супер слух за да ги слушам разговорите на сите. И само што го дал листот, вика: да врати и допишал: нема врска, батали се снајдат. И занимливо, само еден човек ја посеќал моќта со што ја мислев дека многу ќе ја сака, тоа е да гледа во иднината. Да, Александар Маленко со цел да види колку разводи го чекаат уследниве 10 години.